Добро вечер, добро дојдовте во 24-та епизода на Политиканти со мене Боријан Јовановски. И со мене Сашо Рановски. Оваа епизода ја снимаме попладнево во четврток, бидејќи нашиот гостин има професионални обврски за утре, така што и ќе се обидеме да пуштиме вечерва во четврток наместо во петок. Значи ова што го гледате не е лайвстрим, но ќе ги цениме вашите коментари, бидејќи се обидуваме да ги читаме и после емисиите. Нема да можеме да одговориме на некои прашања. Нема да можеме да одговараме точно, но се надам дека со оглед на тоа, Борен, и инаку имаме проблем што ние одиме еднаш неделно. Ги гледам инфомаксовци кои што одат секој ден, се успеваат да коментираат. Ние мора да чекаме 7 дена за да се осврнеме на некои поминати теми. А овие се поминуваат, не оставаат ништо. Види да ти кажам, во тој контекст пред да се посветиме на разговор со нашиот гостин денешен, кој што ќе го најавиме, се разбира. Неколку работи ми оставија силен впечаток минатава недела. Морам да ти кажам дека бев онака запрепастен, шокиран од настапот на, како се као Кочанскиот ВМРО-вски пратик Миле Левков. Слушај, го гледав на некоја телевизија, па тој е страшен, еден монструозен, би рекол план, бидејќи он во суштина ја образлагаше пиар стратегијата на неговата партија кон Кочанскава трагедија. Пази со каква теза излегува, бидејќи прашањето на новинарката беше зошто не го поддржува законот за поддршка на жртвите и на луѓето кои што семејствата, кои што имаат повредени, загинати и така натаму. Пази каква стратегија смислува, пази го ова објаснување. Го парафразирам, меѓутоа лесно е во една реченица да се раскаже. Вели, настанот во Кочани е резултат на криминал и корупција долгогодишен и ако изгласаме закон за поддршка на жртвите и на семејствата, ќе ја оправдаме криминалот и корупцијата кои се одвивал со години. Ја не разбрав. Не разбрав што значи тоа, би се само видиш што значи. Тоа значи дека они апсолутно со ништо не мислат да поддржат таму оваа огромна трагедија која што трае и ќе трае долго време. Па ти види, Мицковски нема храброст да отиде кај луѓето. Нешто мулјавеше, денеска имаш некоја пресконференција, рече дека со повеќето родители он се сретнал. Кај си се сретнал, бе, пријател? Да бидеш политичар значи понекогаш да се изложиш на непријатни работи. На луѓето им треба понекогаш на тебе да се излеат. А ова за во Кочани да не зборам дека апсолутно ти следува попис на работа да се појавиш таму. Да се вратам на Миле Левков сега, бидејќи се обрука, бидејќи реакциите се страшно негативни на тоа што го направија. Види, ако не им се допаѓал законот на СДСМ, предложен од СДСМ, стави 30 амандмани, направи твој закон, нешто предложи. Пази што измислија, дека тоа било криминал и дека ако сега ги поддржат луѓево кои што имаат со години проблеми, цело Кочани е во шок, ќе било всушност продолжување на криминалите и корупцијата. Па тоа е една логика која не мислиме, она е трагична, логиката само по себе, во политичка смисла е скандалозна. Го забележав тој, мислам, стварно не ја разбрав ниту изјавата, ниту ја разбрав причината зошто не го поддржаа законот. Дополнително ги следам оние дечки кои се феноменално организирани, Солидарност Кочани. Гледам какви работи барат, тоа се елементарни работи. Да. И ако не е закон, конечно не мора да е закон, но веројатно би требало владата да има некакви механизми да ги обезбеди тие елементарни потреби на оние луѓе во Кочани. Ја мислев дека тоа стварно, например, она што го бара Солидарност Кочани, јас мислев дека тоа воопшто не е никаков знак прашање нема околу тоа и дека тоа владата редовно ги обезбедува и ги обскрбува тие потреби на кочанчани. Се испоставува дека апсолутно ништо не прави. Не, прават, види, они имаат кризен штаб за пиар. Не, наместо да имаат кризен штаб за помош, решавање, што дневни проблеми, тоа не е нешто. Се што можам да разбераме дека се обидуваат да направат раздор меѓу родителите, по партиска линија да ги поделат, дел од тие родители да ги регрутираат на нивната мака и слабост. Лесно тоа се манипулира, претпоставувам дека тоа многу и лесно се манипулира, колку и да звучи монструозно. Инаку, овој комент, Миле Левков, кој е инаку избрано таму како пратеник, кој по закон, дефиниција,
Логика. Етика, морал, логика треба да ги застапува интересите на кочанчари. На бирачите. Сите кочанчари. Па види, не е само и на бирачите. Воопшто, Така он е. има еден Да. толк морален како пратеник да ги адресира сите релевантни проблеми на кочанчари. Следам во Америка околу ова Medicare со Трамп што сака да ги прави овие измени. Што не му помина И се законот. пази, он до сега без проблем, дури бев непријатно изненаден што републиканците почнаа да функционираат во една таква зрела демократија како партиска војска која гласа за све. Не, еве ги гледам сега прв пат има републиканци кои викаат чекајте кај мојата конституенца, во мојата изборна, во мојата држава, како и да е таму, просто укинувањето на тој закон значи нема поддршка никаква во јавноста која мене ме бира и ме носи тука во Вашингтон. И просто не оди така, па Трамп оди сега во Конгресот, па се убедува со нив и така натаму. Па тој Миле Левков, па тој ќе треба ли да се врати, ќе треба ли да живее? Ја мислам не. Ама чекај. Он не планира да се врати во Кочани. Што планира? Да го испратат за амбасадор, например. Има ли он роднини? Има ли не знам братучети, браќа, сестри, татко? Па тие луѓе, па кој образ е? Има ли некој образ? Стварно ние сме доведени во ситуација да просто бараш трагови прашинки на некаква хуманост и емпатија. Она не постои. Која е таа партија, која е таа кауза, човече, што тебе на тој начин ти прави таква лоботомија? Чекај се, има и нешто пострашно од тоа. Бидејќи одржа годишно, не знам, јубилеј некаков на жените, на Унија на жените и така натаму, сега дознаваме, тоа Инфомакс го објави, испратила наредба сите присутни да бидат облечени во бело. Да, ја видов и Ама види, сликата. тоа е истата таја пиаровска логика за да се одлепат, бидејќи они Кочани веќе не го третираат како дел од Македонија. Тоа е некој остров во Атлантик, кај што се случила трагедија и онака патемно даваат изјави, вклучувајќи и денеска. Премиерот имаше нешто желено отвараше и така натаму, денеска четврток. Патемно даваат изјави со флоскули 3-4 наредими следното прашање. Мислам, страшно, тоа е, јас сум скандализиран на човечко ниво, а мислам дека политички тоа е таква една трагедија, што не може да се коментира Ја не никако знам поголема трагедија. Ја види од војната наваму ама види, веќе има 5-6 луѓе собрани минатата сабота. Следнава на оној марш во Кочани, каде што луѓето со молк сакаат да изразат почит и поддршка на кочанчани. Следнава сабота нема да се случи, нема над 10.000. Зашто тоа е јасно дека таа траума Така ќе што- трае и ќе тлее. Тоа не се лечи просто, тоа не се лечи. А да не зборуваме за тезата дека тоа е противуставно. Кој против? Ти имаш ворена состојба, градот е уништен, градот не постои, нема иднина веќе. Ти толку млади луѓе во едно градче, сепак е Кочани градче. Да ги изгубиш, ти си изгубил генерација, ти си изгубил иднината на Кочани. И тоа било противуставно. Па тоа е како на Скопје земјотрес кој му се случил од воне катастрофални со катастрофални последици. Ете тоа е ситуација. Дури мислам дека пропорционално помалце се жртвите на Скопје во земјотресот отколку процентот на жртви во Кочани. Така што јасно е. И мислам, и просто е глупо. Пази, ние ова разговараме, бе, човече. Ова не би требало да е... Невозможно е таква исплакнато со секоја келија на хуманост. И тоа да е тема за која ние денеска од 21 век разговараме. Боријан, ја просто имав потреба да го поминеме, иако реално е стара вест, ама и нова вест, секој дневна вест. Така што бидејќи не може човек. Сериозно.
Добро, За Велика Британија ние кажавме минатиот пат, ми се чини. мислам дека денеска и со гостино тоа ќе го разговараме и додека ова ние го снимаме и ќе се емитува вечерва нашата делегација во Велика Британија. Пате ми да речено, замисли, Муцунски кој е министер за надворешни работи и трговија не е дел од делегацијата на Александар Николовски. А се потпишува договор за стратешко Па партнерство. тоа сакам да ти кажам. Како може Муцунски министеров за надворешни да не е дел од целата делегација? Знаеш што ми направи впечаток, Саша? Неверојатно. Како е можно? Види, еве, пред 3-4 години мисла Бујар Османи со амбасадорката британска потпишува договор за партнерство и соработка Сличен. и Тоа е трговија. истиот Горе модел. доле сличен. Значи, зошто не се спомене дека постои таков договор, дека можеби овој договор се надоградува, што е just fine, бидејќи ние сме говореле во многу прилики дека Велика Британија е стварно стратешки партнер на Македонија. Она се има докажано како стратешки партнер на Македонија. Да не го повторувам ова дека та Велика Британија стои зад независтоста практично на обезбедувањето на темелите на независтоста на Македонија во 91-а. Така што зошто да не се споме како да е како друга држава да го потпишала? Како се почува? Чекај, ама се почува од Мицковски, како времето почува да се брои од Мицковски. Пред тоа било денеска после 10-11 месеци вика ние успеавме за овие месеци катаклизмата да соприме и да опорави Македонија, очекувам 4% раст. Па ти човече си за Нобелова награда, ако за 10 месеци од катаклизма не водиш 4% раст, и најголем број на инвестиции во Европа. Да, и најголем број инвестиции во Европа. Абе тој Вучич како го онака штампан да индиго хартија, не е оваа. Вучич од Али Баба да ти кажам. Баба, да. Ако баш. Слушај, да не ги трошиме темите, бидејќи денешниот наш гостин е еден многу квалификуван човек за овие теми за што ќе разговараме, бидејќи се работи за финансиски, економски аспекти кои што се важни со нас на линија од Виена е Бранимир Јовановиќ. Бранимир, добар ден. Поздрав. Ќе си го водиме разговорот на ти, бидејќи се знаеме со години, а Бранимир е во оној прочуен Виенски институт економски кој што се занимава со следење на економијата во Европа, светот, но има и посебни балкански, да кажем, и нам тоа многу релевантен, еден од најрелевантните, еден од. Бранимир, како е во Виена, мислам веројатно подобро отколку во Скопје, ти си веќе 2 години таму, ако не се лажам. Јас сум веќе 5 години тука. 5 години, боже господи. Па да, одамна даде оставка. Која година си повлече ти од министер, беше советник, специјален советник на министерот за финансии? Тевдовски. Тевдовски, да. Но се повлече во даден момент од функцијата во која тоа беше пред 2019. Се повлеков во мај 2019, а тука дојдов во октомври 2020. Извини, Бранимир, мене чувството за време ми веќе пореметено. Тој тебе те чека кој ќе надминете 60 години, после сети се чини растегливо. Но според CV тој има доста густа му е кариерата, од левица, од неговите искуства со апасие. Солидарност претходно, солидарност па после левица. Така е, солидарност, така е. Денеска нема да имаме време да влеземе повторно во таа контроверза, која инаку е често пати дискутирана околу твојот однос со левица, со АПСФ и така. Би сакал да посветиме наредните 3-40 минути сепак на овие, како да кажем, еминентни теми со кои што се занимава државава. Бранимир, прочитав еден твој став деновиве вчера, завчера, мислам дека на Призма го прочитав, околу твоја оценка за ова, зашто да бидам искрен, може да би ти знаеш нешто повеќе, ние не знаеме ништо зашто се отидени овие луѓе, во смисла не тоа што ни го зборат на микрофони, туку тоа што ја пишан документот, ќе има сигурно 30, 40, 50, 60 страни. Но макар и на ова ниво на кој што го најавуваат, промовираат, морам да кажам дека како тоа го прават со изградена политика, чувствителност за дозираност, нагласување, спинување на одредени елементи од тоа што ќе биде и така натаму. Како ти се чини целата таа конструкција што сега ја правиме со нашиот стратегиски партнер Велика Британија? Па мене многу ме посеќа целата оваа приказна на унгарскиот заем, затоа што унгарскиот заем го најавува уште пред да стапат на должност. Мицовски уште не беше ни избран за премиер, мислам дека само ден-два после изборите во првото интервју кажа ќе земе милиарда, не кажа од кого, и после тоа видовме што се случуваше, многу натегања ваму таму, и година дена по унгарскиот тој заем, тој беше најавен негде овој период лани, гледаме дека нема ништо од таа милиарда.
Мене цела оваа приказна со ова стратешко партнерство со Британија ме потсеќа на тоа. Исто и ово почна да го најавуваат пред неколку недели. Ќе земеме, имаме некој голем стратешки проект со стратешки партнер кој што е во, како кажува, не знам кој точно збор ги употребува, ама исто така некого пумпа и крија за што станува збор. Сега објавија нешто, огромна бројка, 5-6 милиарди, никој не знае што од тоа ќе се земе, нема детали за договорот, не се знае на што ќе се трошат парите. Еве сега излегува последното е дека само 2 милиарди има всушност проекти. Океј, тоа не е малце, ама сепак не е тоа ништо ново, железницата е стар проект, болниците уште Груевски ги збореше, ветуваше ќе ги изгради свето, значи нема тука ништо ново и мислам дека за жал сепак и ова ќе испадне само онаа народната се тресеше гората, се роди глушец, веројатно нема ни глушец да се роди, тоа го пише во таа колумна. Мислам дека нема ништо од ова да се случи, ќе испадне само дека е некоја приказна. Пошто знаете што едниот аргумент зашто го сметам тоа е дека нашиве се покажа дека не знаат да реализираат проекти. Не го кажам ова како некој што сака да ги критикува, се трудам да бидам објективен, значи година дена се скоро на власт, се фале капитални инвестиции во буџетот вика ќе инвестираме 800 милиони евро оваа година. Во првите 5 месеци од оваа година имаат реализирано само 150 милиони, што е помалку од една половина од она што требаше да го реализираат. Значи скоро година дена се на власт, ако видите тие 10-11 месеци, успева да реализираат од буџетот само 25 до 30 милиони евра месечно. И се реализира Бехтел и Енка која, да, се Бехтел и Енка воглавно ме проектот што се реализира, инаку проектот кој они најмногу го критикува. И уште, значи уште помалку се реализираат од она што го правеше СДСМ. Значи стварно се не ги бива едноставно за реализација на проекти. Тоа ми е првиот аргумент зашто сметам дека ова нема ништо да се случи, едноставно немаат луѓе. Тоа го гледам и сега со изборот на гувернер, а веројатно после ќе се вратиме на тоа прашање. Да. А вториот аргумент ми е што? Ако гледате вие внимателно изјавите од британската страна, тие нигде не кажуваат, и тоа што го кажа малце што пишува во договорот, иако никој не го видел, нигде не пишува ние ќе инвестираме 5 милиарди фунти во Македонија, не го пишува. Договорот, стратешки, како да се каже, договор за стратешко партнерство, дава можност за инвестиции на соработка, не вика инвестиции, соработка во висина од 5 милиарди фунти. Значи тука нигде не вика ние стварно ќе инвестираме, не се обврзуваат британците дека ќе инвестираат тука парите во државата, него вика дава основа за соработка. Тоа е практично ништо. Тоа е како не знам вие да склучите договор, не знам со некоја голема светска компанија, со со Microsoft, и викате ајде ќе склучиме договор, тука ќе се сликаме, ќе стои дека вие можеби овој договор дава можност вие да инвестирате 10 милиарди. Таа може секогаш имате вие. Не ви е потребен договор за таква нешто. Бранимир, може ли зашто мислам дека ништо нема да се случи. Може ли да те врадам еден чекор назад во оваа смисла? Човек седи, гледа, не мора да е експерт, еве ние, ја и Боријан секако малку повеќе разбираме од општата јавност и разбираш многу повеќе од нас. Меѓутоа, кој ќе слушнеш дека 5 милиарди фунти Британија, така го неваа, ќе и даде на Македонија, прво се прашуваш зашто би го направила тоа Британија? Ние инаку јас, да речеме, релативно детално ја следам британската политичка сцена. Таму се превирањето огромни, финансиските дупки се огромни. Киер Стармер се труди да затвори, да сече, да еве сега нек нима. Значи не сме стигнали уште ни до мигрантите. Значи прашањето ми е, знаеш ли ти за некаков таков случај кој една таква земја како што е Велика Британија, на една ваква земја како што е Македонија, која е веројатно така една мува како што летал дека во студио, решила да и даде 5 милиарди фунти и онда овој нашиот премиер тоа го прокламира како не знам како да сме станале. Ја претпоставувам дека прво тоа би било предмет на широка, сериозна дебата во Велика Британија. Во британскиот парламент. Некој оправда таму зошто во Македонија или на крајот криштата било каде Велика Британија даде 5 милиарди. Велика Британија е богата држава, но 5 милиарди се 5 милиарди. И за Велика Британија. Да, така што единствената логика е дека станува збор за кредит. Јас не, апсолутно, значи никој не подарува пари, нема тука дилема, тоа мислам дека ни нашиве не го кажа. Меѓутоа, ако гледате и кои земји даваат поволни кредити, тоа се главно арапските земји или можеби Кина, односно земји кои што имаат многу пари, петродолари или било какви долари што ги земаат од извоз како кинезите, и им треба политичко влијание.
Им треба и легитимитет и она мека моќ, сака да се шират, како нели што му даваат на Трамп сега катарците подорок авион. Значи, ама тоа го прават тие држави. Британија тако нешто не прави. Интересот на Британија тука може да биде, сепак Британија може да има интерес, да се разбереме, не викам дека не може да има, ама интересот не е дека ќе подарува на Македонија нешто или пак ќе дава концесионален заем со пониски камати стапки од пазарите, не апсолутно. Интересот на Британија може да биде тоа некое ново стратешко ширење во оваа пост-Брекзит фаза. Значи, нели сето се фрагментира, гледаме дека Британија сега, посебно со Кир Стармер, се постава како некаков мост меѓу Америка и Европа, има тој многу помек став кон Америка од европјаните и се гледа дека некако пробува да се позиционираат во тој некој нов геополитички свет. И можеби во тој контекст имаат некоја логика тие да пробаат да остваруваат некое стратешко партнерство со некои земји за да си ги зачуваат нивните интереси, пошто веќе не се ЕУ, а сепак сака да бидат сила. Така што тој е едниот мотив. Другиот мотив може да биде дека тие сака да инвестираат, нивни компании да инвестираат тука во Македонија и на пример железницата, да видиме што ќе излезе од тоа. Можно е тоа да биде некое јавно-приватно партнерство, да има британската влада собственост или британски фирми да имаат голема собственост во тоа и така да го направат тоа. Добро, Бранимир, ама да те вратам на оваа теза. Но практично од ова што досега се кажа, ако смеам ја да сумирам, да речеме и нестручно, излегува дека Британија се согласува да инвестира во железницата, ама тоа не е инвестиција, тоа е кредит кој ние го земаме и ги плаќаме британските компании да направат железницата. Со други зборови, тоа е развоен проект на Кија Стармер за британската економија, тоа не е развоен проект за македонската економија. Гледате, нема тука. На тоа ќе платиме уште интерес рейт, значи камата ќе платиме на тоа што британските компании, да, добро, ние ќе ги држиме лопатите, не викам дека нема ништо да остане и за Македонија. Може да има во такви ситуации вин-вин позиции, значи може едната и другата страна да добијат, британците добиваат затоа што нивни фирми инвестираат, имаат принос на капиталот, ами ние добиваме затоа што се гради железница. Може да има, не е дека не може. Да, која носи економски развој, таква се разбира дека тоа. Али не е дека Британија нешто и подарува на Македонија, апсолутно нема тако, ништо тако, ама она што мене ме многу поинтересува. Баш ги читав насловите тука деновиве, затоа што сакавме на нашиот институт да направиме анализа околу тоа, пошто еден од директорите на нашиот институт иначе од Англија и со него разговаравме околу. Значи, она што ги гледавме, она што пишуваат британските медиуми. Times, еден од главните британски медиуми, беше единствениот, првиот веројатно, што напиша нешто околу тоа, околу стратешкото партнерство, ама тие нигде не спомнуваат милиарди, ниту 5, ниту 1 милиарда. Единственото што го спомнуваат е ова што се прошири во Македонија за тие, како ги викаат, кампови за бегалци. Не ми текно како беше. Тоа е моделот на Мелони со Рама, односно оние кои немаат добиено азилантски статус, а не можат да се вратат во својата, да ги вратат од државата од која е дојдена, ги сместуваат во трета држава. И тоа е дилот на Мелони и Рама. Рама тоа повеќе го неќе и сега се обидува да... Со тоа што Мицкоски е во право кога вели дека тоа не е дел од овој договор. Меѓутоа ние знаеме дека оваа екипава што отиде до Лондон има средби на таја тема кои ќе бидат предмет од паралелни, можеби нема да биде ни прашање на договор. Но тоа е апсолутно провејано. Ништо од тоа. Даже ништо нема да испадне од тоа, ама британските медиуми до сега само за тоа пишуваат. И баш пишуваат, значи не со таблоиди, не е тоа Sun или не знам тие Daily Mirror или како да се викаат, Daily Mail, него Times кој што е она што се вика broadsheet, он е баш онака влијателна новина, вестник, он тој пишуваше за тоа, така што сакам да кажам дека не е, таму никој не пише за тоа и тоа на вистина крева отвора некој сомнеж во тоа, за тоа што е целата приказна. Така што моето генерално читање дека нашава страна го искористи ова за да си направи промоција, да си направи пиар, направи еден балон, направи една приказна. Малку мислам дека британскиот амбасадор беше ставен во лоша ситуација затоа што на некој начин се впушти во нивната игра, влезе во нивната игра, им дава легитимитет, на некој начин ги поддржа за тоа што го прават. Мислам дека тоа е малце, не сум сигурен дека тоа добро, ниту за него, ниту за неговата држава, ама ми се чини дека од британска страна овде нема нешто поголемо, барем досега ништо такво официјално не може да се види, дека тие навистина сакаат да го шират своето стратешко влијание, да наоѓаат стратешки партнери за инвестиции, такво нешто не може да се види. Добро, Бранимир, бидејќи бил и дел од еден број години дел од државниот апарат, макар и како советник и така натаму. Едно од тезите јас тоа го образлагав пред 7 дена. Ја мислам дека Македонија нема ниту административна, ниту друга државна моќ да дигестира 5 милиарди фунти
овдека. Ја мислам дека сепак може. Види, 5 милиарди зависи кој период. Да, па се за 5 разбира, години да. не. За 5 години не, ама за 10 години може. Ама железницата може да се направи. Мислам дека железницата Да. реално може да се направи. Реално може да се направи Чебрин и Галиш или само Чебрин да биде. Може да се најдат 3-4 капитални проекти кои што ќе бидат во таа вредност и ќе се реализираат. Не знам, Чебрин е 1 милиарда, железницата 2 милиарди, најдете уште 2 проекти, еве ги 5 милиарди, тоа може да се реализира. Океј, нема работници, ќе се донесат работници од странство, ќе се ангажираат и странски фирми, може тоа технички да се изведе, ама да, во најдобар случај, во најдобар можен случај, реално зборувајќи, мислам дека со оваа владеечка гарнитура во Македонија и со тоа како стојат работите, мислам дека тоа не е реално, ама мислам дека воопшто нема ни да пробаат они тие да ги реализираат тие сите 5 милиарди во овој период. Мислам дека веројатно ќе пробаат само некои овие проекти, железница, болници, нешто такво. И пак ќе кажам, мојот генерален совет дека нема да видиме веројатно скоро ништо од тоа, или само ќе почнат, па ќе се разлачи и нема да се доврши, затоа што се мислам, се навраќаме на што го спомнав, теоретски може да се реализира тоа ако имате ефикасна влада, ако имате луѓе кои што се посветени на тоа, ама за жал нашава моментална влада, владеачката гарнитура, мислам дека апсолутно не е посветена на тоа, затоа што гледате, видете го премиерот што правеше изминатите неколку месеци. Значи беше се шеташе прво во Америка таму на не знам на какви состаноци беше. Периметерот. Беше во Јапонија, па цела свита беа во Јапонија, па беа не знам на Блиски Исток, Дубај. Само негде шетат, ништо не вршат. Во тоа цело време ви се случи кочани, ви се случи, не знам, ви барат синдикатите повисоки плати, праќаат тука некои нивни како се вика аѓутанти да викаат висока, не знам, главниот синдикалец има плата од 1000 евра, а тие самите имаат по 3000 евра плата, а премиерот нигде го нема. Значи премиерот очигледно не е посветен на домашната работа, не е посветен на средување на државата, него гледа веројатно додека на власт што е може повеќе да искористи, да прошта по светот. И затоа мислам дека нема реални шанси ова да се реализира, иако теоретски, ако имате вие навистина посветена власт, може да се реализира. Мислам дека не е проблемот дека ние како држава, како општество сме неспособни, туку проблемот е што имаме неспособни власт, моментално неспособна власт, и сите овие 30 години реално неспособни власти, и затоа не ги реализираме проектите. Ама ако се појават луѓе кои што се посветени, може тоа да се направи. Бранимир го спомнавме унгарскиот кредит, милиардата. Имаш ли информација што уствари се случи со тие пари? И тој договор, и како пари тоа? легна на сметка, пола од нив се исплатија за враќање на стара еврообврзица, останатата половина стои, наводно пола за општини, пола за приватни компании, се е тоа во застој, нема ништо скоро не се реализира. Зошто е во застој? Нешто многу мал се кажа, ќе не за колку проекти пред некој ден објавија ќе се пријавиле ово она. Застојот е едно објаснување дека овие општинските проекти ги чекаат од локалните избори, па да ги пумпат. Веројатно, не знам, летоска, после летото, појма после избори. Тогаш да. Едното објаснување за тие локалните пари ќе почне да граат чешми, патиша, знаете како иде тоа. Тоа за овие за фирмите мислам дека не по сушински проблемот, веројатно нема добри проекти, веројатно нема со што да аплицираат. Тешко се проверува тоа, мислам дека веројатно има таму и тензи кој ќе ги добие парите или не, ама секако нема ништо во ниеден макроекономски индикатор, не можете да видите никаде да ги видите тие пари и затоа мислам дека тоа ќе се случи сега со овој унгарски заем, повторно по трети пат, ама гледаме ако таа милиарда вие не можете да ја потрошите, зошто како очекувате луѓето да ви веруваат дека ќе ги потрошите овие 5 милиарди? Како е добро го рече ова околу патувањето, очигледно имат изгубен овој геополитички компас. Обединети Емирати, Америка, Велика Британија, но надвор од Европската унија, обидувајќи се та некако ако може да го преместат или субституираат тоа. Чисто за информација, Бранимир, бидејќи претпоставувам дека добро следиш и знаеш колку пари, например, Хрватска во последните 2-3 години има добиено од Европската унија, пари кои се чисти, ни процент, ни камата, туку кои се наменски за реализација на проекти. Значи, мислам дека, сега не ме фаќате за збор, а мислам дека од овој новиот механизам што беше RRF, Resilience and Recovery Fund, односно пост-ковид оној фонд, мислам дека Хрватска последниве 2 години доби 5-6 милиарди само од тоа, значи за 2 години, да кажем 6 милиарди, 3 милиарди годишно, плюс од оние што се Cohesion Fund, со оние стандарди од EU буџет, доби од прилика уште толку. Така што мислам дека за само 2 години Хрватска доби 10 милиарди евра
од европските фондови. Океј, Македонија не може да ги добие тие пари, не е членка на ЕУ, Не. а и не е толку голема економија, нема да ги добие тие пари, ама нема никаква дилема околу тоа дека ако збориме за тоа кој партнер може поише пари да вложи во Македонија, нема никаква дилема дека ЕУ тоа може да го направи најмногу. Пазите, она што е најважно кога вие 10 милиарди што изборев од Хрватска, тоа се неповратни средства. Да, имено. Тоа се пари што ги добивате неповратно. Да. Така што нема никаква дилема дека ЕУ е има најголем финансиски капацитет за да вложува во нашиот регион и во Македонија конкретно, ама нашите едноставно како да не сакаат да го прифатат тоа. И затоа ја го пишав тој во колумната и стално го кажувам ова. Значи ја можам да ги разберам нашиот политичка гледна точка, спорот со Бугарија е многу тежок да се пречвака, не само дека ќе го смените уставот, а тие претходно 2 години плука против тоа, зборува против тоа. Не е само тоа, ајде ќе проголтате таа кнедла, ами тоа не е гаранција дека ќе одите напред. Има многу други барања. Ја ги разбирам од политичка гледна страна зошто сега не одат со тоа. Ама оно што не можам да го разбереме, зошто на некој начин и вртат грб на Европа, но се конфронтираат со Европа, со Европската унија. Можете вие да имате состојба да кажете, дечки, сакаме да влеземе во ЕУ, ама овие услови што ги поставувате сега се премногу, не можеме едноставно да ги прифатиме во моментов, ама ајде да најдеме некој друг договор. Ајде да најдеме некој модалитет на соработка, ние да ги правиме преговорите у позадина, без официјално тоа, да ги вршиме тие закони, да ги носиме тие закони што треба да ги носиме, согласување, се тоа што треба да се прави, неформално ние ќе го правиме, па утре некош за 10 години ние да го завршиме целиот процес, па утре некош ако се сложите, ако се најде некој договор за решавање на спорот со Бугарија, за една година формално да го поминеме формалниот дел. Значи ја мислам дека тоа треба да го направи нашата влада. Тие реформи што се зборат за членство во ЕУ, да ги прават се во позадина, да кажат ќе ги правиме на silent mode, без вие да ни давате амин, не морате, ама ние ќе ги направиме сите реформи што треба, сите закони, сите регулативи, не знам, ХАСА, ООН, ИСО стандарди, све што треба да се направи, ние ќе го направиме, за да видите дека ние стварно сакаме да бидеме дел од ЕУ и не знам, и се што се бара за корупција, за јавни набавки, све што треба ќе направиме, за да видите дека ние стварно сакаме да бидеме дел од ЕУ. Па за 5 години или за 10 години, кога ќе видите дека сме посветени, примете на тоа. Ја мислам дека тоа треба да го прават. Не, ма тоа се со Бугарија, ама нека пратат јасна порака дека сакаат да бидат во ЕУ. Тоа е веќе во ова пайплайн, како во канал таа постапка, на пример со планот за развој. Ние добивме една рата од планот за развој, но втората рата е условена, не знам колку, еве, ако добро е да ако знаеш да ни кажеш колку пари се тие кои треба да ги добиеме, но е поврзана со исполнување на реформска агенда. Отсуство, борба против корупција. И мене ми е просто не знам како да кажам, но не знам, еве, и поправете ме ако грешам. Јас не сум видел дебата да чујам или некој да го спомне планот за развој, да каже, добро луѓе, до кај сме со планот за развој, кои од реформите се реализирани, бидејќи меѓу другото треба да земеме пари од тој план за развој. Значи вкупно имаме околу 800 милиони евра кои што треба да ги можеме да ги повлечеме од планот за раст и тој план точно предвидува сет на реформи и условено кога ќе направите така имате пари, ама тие реформи што се ставени таму не се сите оние реформи што се потребни за ЕУ. Начинот на кој што беше направен планот за раст беше се договарат ЕУ и земјите кои реформи ќе стават и генерално се тоа послаби реформи. Тоа се некои поситни реформи и намерно беше направен таков процес, што се вика low hanging fruits. Оние овошки што можете лесно да ги скинете без да се качувате на скали или на дрвото. Да, но нема ни за тоа. Ништо не се случи. Може парите се повлечат. Така што сакам да кажам дека планот за раст постои, не се спроведе доволно, се касни со него, ама и тој план за раст не е она што е потребно за влез во ЕУ. За влез во ЕУ е потребно многу повише. Добро, Бранимир, од тој аспект еден краток коментар, како ти изгледа најавата дека растот ќе ни биде 4 или на 4% годинава економски? Тоа е како Мујо замишља политику. Тоа е тоа. Гледате, реално, пазите, еве сега, да не биде дека сега ја нешто сум субјективен. Земете ги сите меѓународни институции, не знам, ММФ, Светска банка, Европска комисија, не знам, EBRD, еве нашиот институт, не морате нашиот институт да го земате, земете ги. Како не, тоа е сериозен институт, мислам да не се лажеме. Да не спрем промоција. Значи, земете ги овие. Никој од нив не вика дека ќе биде растот повише од 3%. Никој. Сите викат ќе биде околу 3%, максимум 3%. Сите ќе грешат, само вие тука најпаметни во Македонија 4%. Ќе кажам уште една друга инсайдерска информација.
имавме состаноци, нели ние правиме проекции, кога ги правиме проекциите на нашиот институт, организираме некои интерни средби и каниме тука луѓе од Виена што го следат регионот. Има луѓе од ММФ, од Светска банка, од банки, сите да кажеме поистакнати лица, а институции кои што работат на Балканот доаѓаат на тие средби, разменуваме мислење. И не идеме кај нив и они доаѓаат кај нас. Разменуваме мислење. Се нема да кажам кој го кажувам, ама еден од поистакнатите економисти што работат на регионот, не кажам дали од институција или од приватна фирма, банка, не е битно, ми вика, ме праша усари мене, можеш ли да им даеш објаснување што се случува во Македонија, зошто Македонија е постојано најслабата во регионот? Ја му викам, фала ти што го постави прашањето, затоа што јас стално на моите колеги тука на институтов им го кажувам истото. Споредите, земете, не знам, Косово, земете Албанија, земете Црна Гора, земете Србија, последно време дури Босна. Сите тие се подобри од Македонија. Дали во растот, дали во начин, во квалитетот на живот, дали во напредокот што го имаат, само Македонија како црна дупка. Ја викам, мило ми е што го постави праша, затоа што на некој начин потврдува дека тоа што ја го зборам овде веќе неколку години не е моје субјективно мислење, не дека јас ја мразам земјата или сум многу критичен кон власта. Ајде да критиков и СДСМ, исто да го зборев кога беше Памтиме, да. И тој самиот кажува дека се согласувам, да, значи тоа е тоа. Моето објаснување е дека проблемот е во политичарите. Ние немаме политичари кои што никош не сме имали во Македонија. Може би имало некои проблесоци. На моменти сме имали на година-две политичари кои што стварно сакале да се жртвуваат, да работат за земјата. Неодамно почна нели Пепе Мухика. Пепе Мухика беше тип на политичар што ни треба на нас. Некој на кој што нема да му биде важно дали се вози во лимузина, каде живее, на какви ручеци иде, како се облекува. Него некој што стварно ќе работи за државата. Ние немаме такви политичари. Тоа е моето видување, дека никогаш ние не сме имали политичари. Гледате ги овие сега, не се прибраат дома, само шетаат по светот. Претходните можеби не шетаат толку, ама си брка бизниси, да не зборам за Груевски, сега Будимпешта што се наплјачка милиарди, така што тоа е моето објаснување. И тој се сложи со тоа, тој човек со кој што зборуваме на станокот се сложи, мислам не експлицитно, не кажа, не се согласи со корупцијата дека политичарите крадат тоа вона, ама кажа да, и мој видување, ја покрај Македонија веќе не знам толку години, мој видување дека стварно Македонија многу каска за сите држави, жал ме што е тоа така, ама стварно е тоа така. Така што да се навртам на вашето прашање, мислам дека нема шанси Македонија за жал да има раст од 4%. Ја би сакал да грешам, ја би сакал тоа да се случи, ама гледајќи како стојат работите, стварно не гледам како тоа може да се случи. Уште само неколку индикатори, значи видете ги капиталните инвестиции, да успее владата да ги реализира овие 800 милиони евра капитални инвестиции што ги најавија, може да имаме раст од 4%. Кажав, во првите 5 месеци само 150 милиони се реализирани, помалку од пола од она што требаше. Како може да очекувате раст од 4% кога немате тоа? Видете го растот на платите, значи вториот мотор на растот, главниот мотор на растот во времето на СДСМ последниве години, беа платите. Тие пумпаа плати, минимална плата плати во јавен сектор, луѓето троше, затоа што троше, се правеше потрошувачка, се вртеа парите, се креираше економска активност. Сега растот на платите стопира. Пред да дојде ВМРО на власт во јуни лани, реалниот раст на платите во реален изnos, значи не номинално, куповна моќ на тие пари, реалниот негов раст беше 11% на годишно ниво. 11% повеќе вредела вашата плата отколку лани истиот период. Повише производи сте можеле да купите 11%. Сега само пола година отколку тие дојде на власт, тоа се сведе на 4%, на 4% падна раст, реалниот раст на платите. Ако продолжат вака за 2-3 месеца ќе отиде тоа на нула. Не можете во таква ситуација вие да имате економски раст од 4% кога не сакате да ги зголемите плати. Значи ја тоа не можам да го разберам на пример кој оваа влада, што е таа верзија кон работниците кон платите. Значи видете, разбирам дека можеби како десничари тие не ги сакаат работниците, од секој што било така, тие биле на страна на бизнисмените, све е тоа јасно идеолошки. Малце ве осето на кој ве гласа на избори, еве имате локални избори. Нема да ве гласа таму бизнисмените, ќе ве гласа пак работникот, обичниот човек, ќе ве гласа тој што живее од плата. Како можете вие да излегувате на пресконференција да викате синдикалецот што бара плата од 500, минимална плата од 500 евра, тој е лопов, тој има плата од 1000 евра, а вие самите имате тој што излегува на пресконференција има плата од 3000 евра. Како можете да викате, значи, синдикалната минимална кошничка од 60 и нешто илјади денари не била репрезентативна, таа била лажна. На луѓето не им треба 1000 евра месечно да живеат, ќе им треба 40.000, не знам колку сега треба да ја објават. Како може со такво нешто да лажно е затоа што нема аспарагус, нема авокадо у таа кошничка, нема.
брат, да, добро се поклапа тајмингот на ова интервју, бидејќи на почетокот на неделата се појави еден многу важен документ кој секоја година го објавува Европската комисија, тоа е прогноза на економскиот раст на земјите членки на Европската унија, но не анализираат и нас, Западен Балкан, односно земји кандидати за членство. Може да ни даеш една компаративна вака анализа каде се наоѓаме ние во регионот во однос на таа конкретна анализа која е сериозно студиозна? Да, значи имам бројките од таа анализа конкретно пред себе, ама на база на она што го кажав претходно, на податоците, прогнозите од Европска комисија, од EBRD, од Светска банка, од ММФ, па дури од нашиот институт, ќе дам еден сублимат од тоа. Македонија генерално, ако се види прогнозираниот раст за оваа година, очекуваниот раст за оваа година и за наредните години, Македонија е на дното од регионот, можеби заедно со Босна, но Босна сите добро знаеме дека има секакви проблеми, институционални проблеми, гледате Додик, што ќе се случи, дали ќе го апса, дали не, и Босна него ни донесе тој план за раст што го збориме, таа реформска агенда за да ги земе конституционални проблеми. Како? Конституционални проблеми има Босна. Така, апсолутно. Така што ние сме на дното, според сите овие институции, ние ќе имаме економски раст, не знам, 2,5 до 3%, исто колку што ќе има Босна. Сите други се повисоки од нас. Моментално за оваа година очекувањата се највисоки за Албанија, а потоа Косово. Иако за Косово, мислам, тоа може и логично, затоа што Албанија и Косово реално се помалку развиени од останатите, барем официјално ако гледате, нивниот официјален БДП по глава на жител е понизок и од македонскиот и од босанскиот, така што земјите што се помалку развиени, побрзо растат, тоа не е чудо. Кај Косово сега има нови моменти, политички не стојат добро, не може да формираат влада и тие имаат уставна криза затоа што уставот не им пропишува таква состојба, не знам што ќе прават, така што веројатно тие нема да растат толку добро како што се очекуваше пред 2 месеца, ама Албанија дефинитивно на некој начин бисерот во регионот моментално. Те гледате Еди Рама што направи ги доби изборите убедливо, а самите организираше како што не знам, ние можеме да сумуваме да организираме, колку ја не дека сум голем фан на Еди Рама, да се разбереме, не го сакам поради многу работи, ама сепак дека да се поставува прилично добро во тие политички констелации со Европската унија моментално, одлично тоа го работи, така што да се навратам, Албанија веројатно најдобра моментално во регионот по економски раст, Косово е веројатно второ, Србија и Црна Гора се тука негде околу 3-4 место, Србија поради политичката ситуација таму, но и поради тоа што се многу изложени на германската економија, малку ќе бидат послаби оваа година. Црна Гора исто така, иако политички се окей, иако имаат добра влада која што е посветена на членство во ЕУ, ќе викаат дека ќе влезат во ЕУ до крајот на наредната година, работат на тоа, сепак економски моментално не се толку сјајни затоа што се погодени од туризмот. Туризмот не им цвета, русите и украинците си заминуваат, тие го носе растот изминатите 2 години, сега нив ги нема веќе и затоа се моментално малце послаби, ама сепак ќе имаат раст од 3 до 3,5%. И на дното се Босна и Македонија. Босна кажав, генерално лоша политичка состојба, конституционална криза, уставна криза и се тоа. Кај нас, за жал, немаме ние уставна криза, ама ние имаме криза на политичари кои што не сака да работат за народот, туку гледаат само нивни лични интереси и поради тоа сме во таква лоша состојба. Бранимир, добро, ова е еден контекст кој што ме води логично до следното прашање. Вчера го добивме предлогот за нов гувернер на Македонската национална банка, која што председателката го даде, занимливо. Меѓу тројцата кандидати имаше жена, сепак председателката одбра маж да предложи, бидејќи во својот инаугуративен говор го потроши 60% од времето. Да каже жените колку се важни. Така, она се маж предлага. Добро. Морам да почнам со една шпекулација, не сакам да те контекстуализирам погрешно. Меѓутоа, едно од овдека сториите кои што се образлагаат во овие политички кујни, се разбира, е дека всушност Мицковски сака, бидејќи никој не верува дека ова всушност предлог на председателката, таја формално правно го прави тоа, дека Мицковски следната тема во која сака да влезе робустно е банкарскиот сектор во Македонија.
самата негова партија, а и неговите општини градоначалниците се особено изложени на кредитни задолжувања. Целта му е комерцијална банка, колку што слушаме така, но тоа се разбира дека не може да се направи без собствен гувернер. Сега, Трајко Славевски, не знам колку ти го знаеш, јас го знам ограничено, не сум сигурен дека е најдобрата личност која може би ќе му испорача на Мицкоски тоа што го бара, има и спротивни тврдења дека токму тоа се бара, но некако се чини дека со Бежовска или дури и со Ставревски дека тоа потешко би се изведувало, отидоа на предлог на Трајко Славевски. Како ти се чини целата таа ситуација и што би значило доколку, бидејќи и овдека со години, со децении се говори дека Народна банка е всушност еден од столбовите на стабилност и така натаму, што се ризиците пред кои сме исправени? Значи, не можам да коментирам за ова преземање на банки, затоа што сорно не ги знам тие инсайдерски муабети, меѓутоа тоа се збори долго време дека тие сака да земат банка, дури пред да стапат на сила, лани ова време се зборуваше дека целта на стратешкото партнерство тогаш со Унгарија беше прво оваа 1 милиарда, второ дека сака да преземат некоја банка и трето дека сака да влезат во енергетскиот сектор, дали преку Чебер, дали преку нешто тако. И во Телеком. Да кажам дали е тоа навистина така, дури не сум сигурен дека тоа не би можело да се изведе без, не знам, доколку претходната гувернерка останеше на власт. Ако ви имате, ако комерцијална банка сака да биде преземено од, не знам, некој странски партнер, тоа може да се случи, ама друго сакам да кажам, мислам дека на некој начин дури не треба да дефокусираме со вакви теми кога зборуваме за гувернер. Значи, мислам дека тоа е катастрофален избор. Го знам ја Трајко релативно добро. Мислам дека сега ќе се потребно да бидам што е може пообјективен. Значи, Трајко како професор, морам да признам дека кога бев јас студент, тој беше професор, јас, иако не студирав на неговиот сфер, идев на некои од неговите предавања и беше доста добар како професор. Тоа морам да го истакнам. Ама Трајко како стручњак, како економист, како истражувач, како професор, нема врска со монетарна економија. Видете ги неговите труди, отворите на Google, напишете Трајко Славевски Google Scholar или било каде, тој има еден труд може за монетарна политика, нешто money demand ова она, кој што, не знам, објавен во некој шкилж журнал, врска нема. Сите негови главни трудови се, не знам, економски раст, странски инвестиции, фискална политика. Тој како економист едноставно не е економист што работи монетарна политика. Така што од таа гледна точка мислам дека тој воопшто не е соодветен за оваа позиција. Втор друг голем проблем е што пазите кои кандидати беа во игра. Значи ВМРО 20 години после Груевски, скоро 20 години после Груевски, не може да најде нови, свежи, млади луѓе, квалитетни луѓе, па мора да вади од нафталин, односно од формалдехид, ако сакате, да вади, не знам, Франкенштајни. Мислам, да ги вади Славевски и Ставревски, кои што можеби беа добро дуо пред 20 години, нови лица беа тогаш, колку и да не се согласувате со нив идеолошки, беа нови лица, динамични, прогресивно на десничарска гледна точка, може би е интересни во тој момент. Ама сега виќе, тоа ви се истрошени лица. Тоа мене многу ми загрижува, тоа покажува, претходно што го зборевме дека оваа гарнитура има сериозен кадровски проблем. Ова ВМРО не може да најде добри луѓе, не може да најде луѓе кои што ги постави на висинските позиции. Така што тоа многу ме загрижува, затоа што покажува дека едноставно кога вие поставате такви нестручни луѓе, него искомпрометирани луѓе кои што се познати више со години, кои што имаат тежок багаж, кога ги ставате сега на некој начин ги ревитализирате, ги воскреснувате, тоа е сериозен проблем. Освен тоа е да навлеземе во политичкиот момент на новиот гувернер. Значи тој беше едно што беше соработник на Груевски, тоа што се тргна на како и да се тргна начин, последниве години тој беше советник, тој беше претседател на Советот на град Скопје, таму ништо не направи. Ја се што знам за Трајко Славевски последниве години, дека тој само обструираше. Имавте човек што викаше нема да купуваме автобуси, загадување ово, но само од динат на градоначалничката. Не ја бранам јас и таа е за нигде. А ви имате тука ситуација кога имате двајца негативци, не знаете кој е полош, и сега вие едниот од тие негативци го издигнувате, го правите, го ставате на најреномираната позиција во државата. Така што многу проблематично. Друго поврзано со него. Пишуваше некои колумни последно време, тие колумни кога ќе читате, се викате дали ова професор од факултет кој што беше добар професор или ова латас. Сам на тоа ниво се тие колумни, не знам. Само да гледа како некој стар сенилен човек, старец кој што на стари години сака со сите да се кара, со сите влегува во конфликти, па вади овој, па за тевдовски збори, па за овој, па за оној збори, само некои такви работи, вади скроз онака, како да имате пијан човек на улица, од кафани сака да се тепа со сите. Тоа се неговите колумни. И во таква ситуација вие да го ставате него за гувернер, мислам дека тоа навистина загрижувачки, а позицијата за
за гувернер на Народна банка е многу сериозна позиција. Мислам, тоа не е политичка позиција. Таму не ви требаат луѓе што се не знам, левичари, десничари, таму ви треба некој технократ. Зошто? Затоа што мора да го држи стабилен банкарскиот систем и мора да ги држи стабилни парите. Тој држи парите во државата. Ако ви имате човек кој што е несериозен и ги даете парите на државата, многу лесно можете да ја доведете државата до колапс. Така што мора многу внимателно со тоа да се работи. Ќе дам еден друг личен пример. Значи, ми текнува 2017 година кога се бираше претходната гувернерка. Тогаш бев советник во Министерството за финансии и на некој начин бев вклучен во тој процес. Мислам, имаше разговори, нели дали ќе биде, дали ќе остане Богов, дали ќе дојде некој друг во она. Јас секогаш му кажав на луѓето, инаку ја работев во Народна банка 5 години или колку да е пред да идам Министерството за финансии, така што ги знам работите таму многу добро. И на сите им кажав на луѓето, тогаш на тие што има влијание тогаш од СДСМ, од власта, морате да бидете внимателни, не смеете да донесете човек. Идеално треба да биде човек кој што има или моментално во Народна банка, или имал некакви врски претходно со Народна банка, дали бил член на совет, дали предавал монетарна економија или нешто тако. Затоа што не сакате да донесете странец човек кој што врска нема со таа работа, не смеете да го нарушите легитимитетот на банката. И на тогаш, дури и тоа СДСМ не сакаше да го избере Богов од некои причини. Можеме да се согласуваме со тоа или не, ама не сака да го избере Богов, ама тие не поставија нивен кадар на Народна банка. Не го поставија нити не знам Зоран Јовановски кој што се збореше, нити некои други што се циркулира тогаш, Кира Наумов или останати луѓе, туку поставија човек од внатре од банката, вице-гувернерка издигна на позиција на гувернер. Така што мислам дека такво нешто требаше и ВМРО да направи сега. Дури еве не се согласувате, не ја сакате моменталната гувернерка од X причини, не носите човек од надвор, поставите некој што е внатре, најдете некој човек што е внатре или најдете некој од постоечките членови на советот. Мислам дека направи голема штета, допрва ќе се види тоа. Можеби нема да има голема штета во смисла да се уништи банкарскиот систем или не знам што, ама репутацијски мислам дека дефинитивно направи голема штета. За жал мислам дека тоа само оди во прилог на целата на приказна дека не знаат едноставно што да прават со државата, посебно кога економијата во прашање. Се што прават е погрешно. Го слушнав Мицкоски пред некој ден вика, овие сите што ме критикуваат, само ме критикуваат, па не знам, барем и тие што се најмалку најнеспособни од се што прават, барем една работа ќе погодат. И ја мислам дека за жал Мицкоски и неговата гарнитура не погоди ниту една работа. Мислам дека да ставја магаре на власта во државата, мислам дека ќе погодеше една работа. Мислам дека овие не погоди ниту една работа во економски дел. Не зборам за друга, ама во економски дел мислам дека ништо. Брани ми, лично сум љубопитен, а ти си правиот човек да одговори. Што се случува доколку почнеме преговори со Европската Унија и нели ги воспоставуваме оние принципи на конкурентноста, банкарскиот систем, се што подразбира тоа, не знам јас, детали стварно не ги ни разбирам и затоа барам одговор од тебе. Што ќе се случи во банкарскиот сектор доколку се имплементираат сите тие и тоа целото законодавство што е предвидено во Европската Унија, а релевантно за овој сектор? Значи, дека ги има некои големи промени, нема да има. Она што може да се случи, например, што е битно на обичните луѓе, ќе се намалат сите оние провизии за банки овоно, затоа што Европската Унија има регулатива, како и да се вика тоа некој законодавство, кој што вика дека мора да имате некој минимален пакет на услуги кои што се бесплатни или многу ниски и на пример нема да може банките да ви земаат пари за проверување на сметка на банкомат или некои такви работи. Тоа више нема да може да го прават. Тоа ќе значи на нашите луѓе, затоа што на обичниот човек, посебно оние сиромашите пензионерите, ми значат тие 10-15 денари што им ги наплаќате за проверка на сметка. Или оние провизии, не знам, плаќате, порано беше така, сега не знам како е, плаќате уплатница за не знам, 30 денари, ви земат провизија исто 30 денари. Тоа нема да го има кога ќе влезете во ЕУ, затоа што тоа е строго регулирано, тие трошоци ќе паднат. Тоа можеби сега ќе исчезне, со СЕПА би требало тоа да исчезне или да се намали, ама тоа дефинитивно нема да го има кога влезете во ЕУ. И на пример често пати се и тоа исто не е, мислам, не знам дали е национална регулатива или на ЕУ ниво, ама во најголем дел, скоро сите ја што ги знам европски земји, например кога валите кредитни картички од еден на друг банкомат, не ви наплаќаат провизија. Значи може да имате во една банка кредитна картичка, да вадите од друга банка, во Македонија ви наплаќаат провизија. Тоа во ЕУ го нема. Така што тие некои такви секојдневни работи ќе се сменат. Она друго во смисла дека не знам нешто банкарскиот сектор ќе заживе овона, тоа нема да се случи, нема многу да се случи затоа што македонскиот банкарски сектор е премал.
И тој не е интересен, не е тој атрактивен за големи светски банки. Зборуваме тука, нели, во Австрија имате големи банки, не знам, Raiffeisen, Erste, ово она, кои што се присутни на пазарот во Источна Европа, присутни се или во Русија, во Србија, во Хрватска, Словенија. Сме зборувале вака неформално, па дури формално не е ни важно, ви кажуват Македонија е премал пазар за нас, едноставно 2 милиона луѓе, не знам, БДП 15 милиарди колку и да е, депозити колку и да се таму више, премал пазар за нив за да влезат на тој пазар, така што не е дека ќе ако влезете во ЕУ, тие ќе навлезат во пазарот, па ќе ги спуштат каматните стапки, па ќе има поише кредити, тоа многу тешко ќе се случи. Мислам ќе Ерсте присутна веќе на некој начин на пазарот, ама гледаме дека тие кога влегоа не се направи нешто, така што нема нешто тука големо да се случи. Она што мислам дека е многу важно околу членство во ЕУ е дека во банкарскиот систем нема нешто да има големи промени, ама во други пазарни сегменти ќе има, во други индустрии ќе има, и тоа е дека ќе се намали моќта на моменталните олигарси, на моменталните бизнисмени, нема да може да прават тоа што го прават сега. Ние сега имаме ова ја интуитивно не знаев да го објаснам. Тоа инаку го дискутираме веќе со месеци одека како клучна диагноза за нашиот проблем. Дека Македонија има проблем со олигархијата, не со корупцијата од 5000 евра. Апсолутно, тоа е мој генерален став, да. Ја дури напишав еден текст, а не знам на LinkedIn го напишав, кога се случи Кочани, а и претходно кога беше она со кога Уставниот суд ја укина солидарниот данок, напишав, значи ја стварно можеби стварно малку радикален, тука како живеам во Виена, мислам дека Македонија дефинитивно е олигархија. Гледате во Америка, не знам сега кога победи Трамп, излезе Бајден, викаше, одржа говор, поздравниот говор, Америка се претвора во олигархија, тоа го кажа официјално тоа, и после имаше на некој до ние шо, не знам точно кој беше, вика и Бајден каже Америка се претвора во олигархија. Нешто ми звучува познато. Тоа е да видиме кој го кажал претходно и го дават Берни Сандерс 40 години наназад, како кажа само за тоа зборуваме. Америка олигархија, Америка олигархија. Значи ја на некој начин го кажам тоа веќе со години, ама сега уште посебно. За мене Македонија дефинитивно олигархија и главниот проблем на Македонија не само економски, дури социјален, дури кога се овие несреќни случаи во прашање како Кочани и останатите. Главниот проблем не е тоа корупцијата убива. Корупцијата убива апстрактно. Што е тоа корупција? Убиваат луѓето кои што се на власт, кои што не ги прават тие работи што треба да ги прават. Тие се главни. Значи, проблемот не е корупцијата, проблем е таа спрега на олигарсите и корумпираните бизнисмени, расипаните бизнисмени, таа нивна алчност и на едните и на другите, кои што не гледат што да прават добро за обичниот човек, па ниту за, не мора да кажете за обичниот човек, да кажеме нешто добро за државата да направат, или патриоти се ќе направат нешто за државата, не гледат ни тоа, гледат само како тие да се збогатат и нивните блиски да се збогатат. Бранимир, добро е што ми ја потврди ова, ако кога ја немам твојата емпириска анализа и така натаму, барем ми интуицијата добра, така што фала. Бранимир, ајде ќе закажеме еден посебен меч на оваа тема, бидејќи мислам заслужува тоа ринг да поставиме. Ова тема во детали. Само ќе треба и противник да најдеме, мислам дека споделуваме многу. Инаку патем ми речено, а веќе сме при крај со терминот, ќе завршуваме. Еден пријател ми вика од ВМРО, вика нема никогаш на Ставрески да му забораат дека во прислушуваните разговори ги нарече лудаци. И дека дури овој Мицковски и целата таа компанија, бидејќи ова суштина вториот ешелон на Груевски, да се разбере, има и трет ешелон. Не се само вториот ешелон. Четвртиот веќе не го знам сега толку длабоко не може да го дам. Дека во суштина вика никогаш нема да забораат дека ги нарече дека сме лудаци и дека трошиме како беше чоколади, а немаме пари ни за лепи так. Бранимир, ти благодарам за овој рафален разговор, како што гледаш. Темите се бројни, а нас форматот ти е сепак 60 на минути. Ја обично се плашам од овие економски теми, ама вака кога некој ти ја објаснува убаво приказката ми е баш Бранимир, иде лето, ќе биде топло, овдека ќе биде издодевно, има да закажеме уште еден разговор да дигнеме цела грчка плажа на нозе. А ти ќе дојдеш, претпоставувам ќе дојдеш во Скопје. Следниот пат во студио. Ќе дојдам летоска, може во живо. Ете така е, тоа е тоа. Бранимир, фала многу. До гледачите и секој добро. Благодарам за твоите убави зборови и добрите анализи, а ние се гледаме следната недела. Мислам дека се договараме со Мечка и со Мичо и со Наталија да имаме една заедничка. Воредни состојби имаме сега стратешки договори се. Тоа ништо не се знае, почнуваш. Значи ви благодариме за вниманието и догледање. Догледање.